Добредојдовте во првата епизода од втората сезона на нашиот подкаст. На наша огромна чест и задоволство со нас повторно е професор доктор Лазар Јовевски. Добре дојдовте. Благодарам за поканата и навистина уживам овде во присуство во ова прекрасно студио и во разговорот со вас. И ние дефинитивно многу уживаме во вашето присуство и нашата публика го покажа истото. Дали може да почнеме? Со задоволство секако. Прво прашање, што за вас значи да бидете инспирација за младите колеги и за студентите, поради тоа што имаме слушано од други студенти дека еден од професорите кој што им бил инспирација во нивната кариера сте токму вие? Прво благодарам за увидот и за констатацијата, се радувам ако е така. Како да ви кажам, да бидеш инспирација пред се одговорност, затоа што секој од нас кој што се занимава со работа со млади луѓе не е само учител, не е само оној кој што пренесува знаење и информации, туку особено во нашата област, Луна, знаете, како правник исто, во правото треба да се пренесуваат и вредности. За да пренесете вредности треба да имате и карактер, кој што ќе биде накитен токму со такви вредности и јас навистина се обидувам дел од тие вредности во кои што верувам, а тоа се етичко-морални вредности, вредности на честност, на достоинственост, на вистината, на правдата, на љубовта, би рекол, генерално како концепт на живење, да го пренесеме на младите луѓе, бидејќи знаете, ако не си ја сакаш професијата, не можеш да бидеш ни успешен во професијата. Ако не се држиш до вистината, ако живееш во свет на лаги и илузии, ќе го промашиш животот. Ако не си човек кој што се стреми кон правдата, тогаш ќе правиш зло. Во правната професија особено е важно да бидат правниците на линија и на правдата, правичноста. Така да, ете, тоа е некој, би рекол, мој мајндсет, моја филозофија и на живење, но пред се и над се, би рекол дека сета таа инспирација од која што извира од мене, доаѓа од една духовна, би рекол, основа, како верник, како христијанин, тие вредности кои што сметам дека се христијански, се дел и од мојот карактер и токму од мојата работа и веројатно младите луѓе ги препознаваат тие нешта. Може би сум уникатен на некого затоа што веројатно поретко се среќаваат овој тип на професори како мене, но како и да е, јас се радувам ако сум инспирација за младите. На секое предавање, тоа ни беше и второто прашање, кои клучни вредности или лекции се трудите да им ги пренесете на студентите. И би сакала да напоменам дека на секое предавање, дали е при предавањето, секојаш професорот не учи по некоја лекција, јас би кажала, нешто кое што треба да се стремиме и да патуваме низ животот со таа лекција, и секогаш тие се некои работи кои што се поврзани со предавањето и некако суптилно се вметнати во самото предавање, и тоа мислам дека самото предавање го прави многу уникатно и ни го задржува и вниманието, и секогаш имате на крајот на часот посебно да кажете нешто за утре да бидеме подобри луѓе ние самите. Па добро, и мојата професија, односно мојата област која што ја предам, работните односи, трудовото право, социјалното право, се такви теми кои што навистина допираат до човечката душа, тоа е под еден, и под два се поврзани со професионалниот развој, кој што па е дел од самиот живот. Значи, работата и животот се поврзани и затоа се испреплетуваат под темите, би рекол. Дали постои некој момент или пример од вашата кариера каде што сте почувствувале дека директно сте влијаеле во успехот на некој од вашите студенти? Па да, не еднаш сум бил изненаден пријатно од кога некој кој што ја без да знам дека на некому нешто сум го охрабрил, поттикнал или сум му помогнал нешто да разбере, да свасти, дали би тоа било преку разговор, дали било преку предавања, дали преку начинот на комуникација и мојот став и држење, да потоа после некое време да ми прати некој студент од која веќе ќе заврши или во текот на понатамошните години на студирање некоја порака која што многу пријатно ми изненадила. Навистина имаше неколку писма кои што ги добив од група студенти, значи од генерација фактички, имаше една баш за време на ковидот, не можам да ги заборавам, значи имаше таква порака напишано, потоа имаше и некои студенти кои што ги допреле некој нешто. Ти знаете, ние кога работиме без разлика, не само во мојата професија, во која и да е, ние не знаеме што, кога работиме со луѓе, не знаеме што поминува со говорникот, односно
другата страна, дали е клиент, дали е студент, дали е во која и да е велам професија. И сега секој поминува некоја своја битка, некое свое бреме, некој свој животен пат, и на тој пат кога ќе се најдем јас, и ако во тој пат дури ненамерно во наводници, јас не верувам баш во случајности, но ете, без да знам, некои работи ги допрам, да човекот или стане подобар, или добие утеха, или да свати некои работи, да промени нешто во животот, тоа е навистина голем благослов за мене, и често се изненадувам така и се радувам што е така, и тоа е една потврда и за мене дека чекорам по патот. Ви благодариме. Како академијата може да ги поддржи студентите да развијат лидерски вештини покрај формалното образование, да бидат утре подобри луѓе и општо да променат нешто во животот на студентите? Многу може да помогне, но сепак како еве човек кој што доаѓа од универзитетот, кој што работи со млади луѓе, забележувам дека не толку се посветува внимание на тој аспект на менторирање, би рекол, или на водење на студентите да станат лидери. Не е доволно само да бидеме правници. Например, кај нас на правен факултет. Многу е важно да тие луѓе станат вистински лидери. Зборувам вистински лидери, тоа значи да изградат карактер кој што ќе биде имун на неправди, на корупции, на мито, на криминал и така натаму. Ако тоа го нема, колку и да го знаеме правото, колку и да бидат добри правниците, колку и добро ние да им пренесеме знаења овде и вештини, ако немаат карактер, ако не се добри луѓе, не може да бидат и добри правници, особено во нашата професија, и тоа праксата и нашето општество го потврдува во негативна смисла, односно ги потврдуваат моите зборови, за жал. Но сметам дека академијата треба на вистина во иднина да се посвети многу повеќе за да гради луѓе со вредности, со карактери, но за да градат професорите такви луѓе, треба и самите професори да бидат пример, односно да бидат такви. Се согласувам, мислам дека самите професори треба да си признаат самите на себе дека треба да се стремат и кон тоа да го променат животот на студентите, не само од образовен аспект, туку и од тоа да ги направат подобри луѓе утре. И многу ми е мило што има се уште професори кои што се стремат кон тоа да им го променат животот не само во образовната област, туку и во општествената, во приватниот живот на самите студенти. Свеста, во умот многу работи се кријат и лежат, значи обновата на умот е клучен фактор за да се менува човекот и неговиот карактер. Во умот треба се обновуваме, но тоа е посебна тема, веројатно. Да, ви благодарам. Според вас, кои се најчестите предизвици со кои што младите лидери, би ги нарекла, се соочуваат во денешното време? Немање само идентификација. Немање на себе представа кој се, кај се, зошто се. Не одговараат на 5 клучни прашања, од кои едно од тие 5 е нели зошто постојам, што е целта на животот и така натаму. Така да кога тоа го немаш, кога не знаеш кој си и што си, не можеш да преземеш акција, иницијатива и да го дадеш она што е во тебе како семе, односно нештото што го носиш или би рекол себе реализацијата како повик. Да ја сватиме. Повикот кога не го знаеш, не можеш ни себе реализацијата да направиш во полн капацитет. Затоа има многу луѓе кои што се несреќни на работа, кои што се залутани на факултети, потоа у професии, значи токму не себе идентифицирањето како човек со вредност, како човек со достоинство, како човек кој што треба да направи нешто и да остави нешто зад себе, би рекол е генерален проблем не само кај младите, туку и во нашето општество. И тоа води кон малодушност, води кон една, би рекол, зона на комфор, која што младиот човек го става во позиција да го размисли, да го тера животот во концепт како нема да не биде, дај да гледаме надвор што да направиме, дај ако не да видиме како можеме со полесно да поминеме, дали можеме нешто на линија на законитост, незаконитост или целосно незаконитост да поминеме брзо да се збогатат и така. Значи тоа се промашени работи, тоа порано или подоцна ќе го сватат луѓето кои што го практикуваат, некој во затвор ќе го свати, некој во други околности во животот, но генерално промашени работи се тоа. Дали сметате дека лидерството се учи или пак е вродена карактеристика? Многу интересно прашање. Баш вака, јас сметам дека лидерството има работи кои што може да се научат, кои што може да се како вештини стекнат, да се надградат и нешто, но белки има нешто, барем оној основен моментум кој што треба да биде да ти е дадено да бидеш лидер. Да го носиш тоа во себе, тој оган, ја би рекол, или семе. Ние сите имаме семе во себе, носиме семе,
но некои семиња се садат во нас во текот на животот, нормално. Меѓутоа имаме семе во смисла потенцијал. Но генерално за да бидеш вистински лидер, мислам дека не може да се да дојде човек до тоа ниво на вистинско лидерство ако духовно не се препороди. Духовниот препород за мене е тоа низ призмата на христијанството, значи на христијанската есхатологија. Не можеш да ги разбереш подлабоко вредностите на животот и затоа многу често дури лидери, ја познам многу лидери во разни области во општественото живење, меѓутоа ако го немаат Христос, ако ја нема таа духовна компонента, многу често лидерството може да премине во тиранство. Тенка е границата, особено ако си во позиција да управуваш со човечки потенцијали, односно со луѓе да ги водиш во одредена професија и треба да се биде многу внимателен. Единствена по мене здрава превенција е да го омекне Бог срцето на човекот. Тоа не значи да го омекне како лидер, туку да го омекне во смисла да ги разбира малку подлабоко работите. Да биде човек. Да биде човек пред се, да. Тоа е ултимативното, ултима рацио, што велиме ние правниците, врвната позиција до која што треба да дојдеме. Ви благодарам и за крај, што би им препорачале на студентите кои што сакаат да станат лидери во својата област? Прво да се пронајдат себе си. Тоа може да го направат само ако би рекол читаат доволно, ако размислуваат при тоа, ако се влезат во една, би рекол, во едно духовно патешествие кое што ќе треба да ги созрева. Вистинското лидерство е буквално патешествие и созревање и младиот човек треба да си го дозволи тој, да кажам, луксус, да сака да го патува животот на тој начин и секогаш да биде спремен за ново, затоа што единствена константа е Бог и промената. Ако промената не ја сватиме и ако не сме спремни да се менуваме од година во година, тогаш не можеме да бидеме да одговориме на предизвиците, бидејќи околностите околу нас се менуваат, амбиентот се менува, атмосферата се менува, објективната реалност се менува, така да во тој дел младиот човек треба да ги вклучува овие компоненти. Пред се да биде спремен да слуша, да учи, да биде менториран покрај другото и спремен да се надградува. Ви благодариме уште еднаш за уште една прекрасна епизода, за овие инспиративни говори, за поуките кои што ги учите сите студенти и млади луѓе и се надеваме дека ќе имаме уште една прилика да слушнеме ваше мислење околу некоја друга тема и да не научите уште по некоја поука нас младите. Ви благодарам за можноста и во сакувам ова втора сезона да биде уште поуспешна од првата и само напред. Ви благодариме многу, се гледаме во наредна прилика, се надевам, а ние се гледаме во следната епизода. Чао!